Професор Апазиев, најпрво законот за езици изгласен во собранието чека во фиолка кај председателот Иванов. Тој вели јас нема да го потпишам бидејќи го прогласува како неуставен. Вие споменувате неколку пати по социјалните мрежи џебно вето. Што џебното вето значи? Дали тоа значи дека овој закон никогаш нема да биде применен? Да, токму тоа. Џебното вето значи дека законот е практично мртво роденче. Тој не може да влезе во сила затоа што не може да се објави. Ако нема указ, тогаш нема ни закон и тоа е уставна празнина во нашиот уставно-правен систем, кој што до сега во 2 наврати е користена и од тука има уставен обичај и прецедентно право да може и по трет пат да се искористи. Имено доносителите го знаеја тоа и упорно и силеџиски преку прекршување на сите одредби кои што се однесуваат на нормално носење на закон деловнички, го претркаа, го донесоа на мускули и сега се наоѓаме во една пат позиција која што оневозможува законот било кога да влезе во сила без подпис од председателот. Се споменува нешто дека може и Талат Џафери како председател на собрание да го потпише законот и законот така да влезе во сила. Дали е возможно нешто такво да се направи? Тоа е правно невозможно, впрочем нема ниту еден случај до сега таков во уставно-правната историја без подпис на председател да влезе закон во сила. Тоа е можно само доколку постојат уставните основи на мртов председател, односно кога председателот кој е на функција ќе загине или трајно ќе изгуби способноста, па тогаш доаѓа председателот на собранието како негов заменик привремено во тој меѓупериод додека се избере нов председател. Меѓутоа при жив председател кој одбива да стави подпис, не постои правен лек против такво средство. Што доколку Иванов замине на патување, дали во таков случај кога Талат Џафери практично треба да го... Не. Уставот предвидува точно во кои ситуации може да го замени, нема врска патувањето. Тоа треба во случај на смрт или трајна спреченост на вршење на функцијата. Тоа значи, не знам, мозочен удар или нешто кога не може да остварува функција. Ова практично и значи дека законот нема ни да стигне до уставен суд за да се одлучува по уставност. Така, значи настрана од материјата што тој е противуставен, формално правно е сега прашањето. Значи не е материјално правно, тоа е второ степено значење. Формата е прекршена во случајов, тоа е не се расправаше за амандманите, не се отвори расправа како што предвидува деловникот, се донесе на силеџиски начин и едно кршење по Њутнов закон предизвикува реакција на друго кршење, така што сега е пат позиција и законот никогаш не може да влезе во сила. Според вас, кои делови од самиот закон се најспорни? Има многу спорни делови. Значи, според моето анализирање, од 20 и нешто членови, дури кај 7-18 има противуставни моменти, така што законот е пишуван од прилично слаби правници, номотехнички воопшто не е издржан, меша термини кои не може да се мешаат во закон. Значи е општ хаос во законот, меѓутоа еве еден пример ќе ви издвоам најеклатантен. Например, според нашиот устав не можете судска постапка да регулирате со закон кој се носи со помалце од 80 пратеници плюс 1. Значи не можете без двотретинско мнозинство да донесете судска постапка да регулирате. Во овој случај се регулираат судски постапки со 64 гласови. Тоа е невозможно правно и тоа е противуставно. Исто имаме тука и тензии и овој закон практично имаше европско знаменце и се велеше дека е итен закон. Што носи овој закон ако еве гледаме хипотетички дека е донесен во нормална регуларна процедура каде што се разгледани сите 34.000 амандмани. Што ќе донесеше и што донесе сега во ваква постапка? Ништо, донесе само зголемување на национализмот, враќање на дуи на политичката сцена и иако беше практично на изумирање после последните избори бидејќи беа десеткувани нивните гласови. Значи ова е чисто политичко и прагматичко прашање на коалицијата, нема врска ниту со право, ниту со права на малцински заедници. Впрочем, сегашниот закон кој е донесен 2008 и на кој што председателот тогашен Црвенковски и на тој закон стави вето, што е многу побениген од овој. Дури и таков каков што е,
дава едно од најјаките јазични права на Балканот на малцинствата. Значи и постоечкиот закон ги унапредува правата на албанците во Република Македонија, така што нема никаква разумна причина за втор закон освен политички каприци. Ако сега практично го заглавиме, да кажеме дека законот биде заглавен кај Иванов, дали собранието има било каква можност нешто да преземе, да го прегласа законот? Имавме вчера случаи каде што видовме дека нема регистрирани гласови, така што никој не гарантира дека тие пратеници што имале гласано за, дека навистина гласат. Истиот закон во ваква форма не може да се донесе. Меѓутоа, друг закон со друга форма, со нормална процедура, можеби може во иднина да се донесе, меѓутоа ваквиот закон ветиран со истата форма веќе е клинички мртов закон. Што мислите, како ќе реагира меѓународната заедница со оглед на фактот дека вчера амбасадорот на Франција во Македонија кажа дека ова навистина е неприфатливо за Европа со оглед дека законот е донесен на, како што кажавте вие, на силежитски начин? Така, значи ова може да доведе во прашање препораката која што ни следуваше и беше ветувана после падот на режимот. Значи ова е непромислен потез. Не знам кој ги советува нашите политичари, меѓутоа ова е непромислен потез кој што може да ја уназади европската иднина на Македонија. Впрочем, самата злоупотреба на европското знаменце, да знаат гледачите, европско знаменце се става само на закон со кој што се хармонизира нашето законодавство со европската директива или регулатива. Тука не беше тоа случај, а беше ставено, што значи се изигрува довербата и на Европската унија, и со право францускиот амбасадор реагира дека ова може да има последици по нашите европски перспективи. Ги имавме ВМРО и ДУИ, ги имаме СДСМ и ДУИ. Практично во секоја игра е ДУИ. Каде подлежи поголемата одговорност? Кај едната партија која е на власт или кај коалициониот партнер кој исто така е на власт? Па не знам во тие нивни политички игри, меѓутоа само едно знам дека СДСМ во случајов не учи од своите грешки, имено коалицијата и угодувањето на ДУИ, особено во овие националистички прашања, ги чинеше СДС пат на избори, тоа беше 2006 и доаѓање на 10 годишно владење на Груевски. Тие очигледно не учат од своите грешки, повторно одат со екстремни позиции на реализација на туги тирански платформи во случајов, кои што пред изборите воопшто не беа дискутирани, така што народот е со право резигниран, не остана нормален човек кој веќе има доверба во она што го говорат политичарите, бидејќи ако гледате приоритети по сите истражувања, приоритети се судските и економските реформи, а не овие малцински права кои што се затворени со рамковниот договор. Токму така, тука доаѓаат и наред реформите кои треба да се донесат преку реформскиот пакет на закони, кој пак зависи од ВМРО ДПМН како опозиција. Дали мислите дека самиот закон за јазици, со тоа што нема да биде подпишан од Иванов, при тоа начинот на донесување и сите тие случувања во собранијата изминативе денови, ќе значат и реформскиот процес да биде целосно забавен и да не биде според предвидениот рок, а од друга страна ниту да биде донесен бидејќи ВМРО ДПМН се уште го бойкотира собранијата? Па да, може со право политички маневар да направи ДПМН е кон тоа да не ги усвојува законите кои зависат од двотретинско мнозинство. Со тоа ќе се забават предстојните реформи. Всушност ние и досега можевме во оваа година дена да испорачаме реформи, меѓутоа гледаме дека реформи нема. Така што не е секогаш и до двотретинското мнозинство, има закони кои се носат и со апсолутно или релативно мнозинство кои не се донесени. Такви се, ќе ви посочам на пример законите кои ги бара СЈО за заштитени сведоци и така натаму, кои се уште не се донесени и по една година од оваа влада. Што мислите, зошто СДСМ всушност вели дека тие закони сакаат да бидат дискутирани со ВМРО ДПМН и затоа не ги носат? Имат ли и СДСМ некоја нивна заднина практично? Дали е ова некоја повторно политичка игра која се игра? Очигледно е политичка игра, меѓутоа за нивните намери треба нив да ги консултираме. Јас не знам како наблюдувач и аналитичар можам да дадам мислење дека не е права насоката која што ја прави СДСМ, се губи драгоцено време, реформи нема, резултати нема, народот станува се поапатичен, така што мислам дека со големо темпо ги последниот кредит го трошат кај народот и тоа многу ќе ги чини политички на следни избори. Дали СДСМ, ако не зависеше од коалицијата со ДУИ, ќе се смилеше на ваков чекор и ќе беа волку добронамерни да го донесат законот за јазици? Па не знам, СДСМ игра плашливо во целата ситуација, доколку беа одважни, тие можеа да
одлучно да одбијат да го донесат овој закон како противуставен, кој што ги преминува сите граници и на рамковниот договор и на уставот, и дури по цена и да падне владата, така што тие ќе ги придобие симпатиите на јавност и на наредни избори наместо 49 ќе имаа 55 можеби пратеници, меѓутоа тие одат плашливо, одат на угодување и не знам кој ме ќарат од сето ова. Политички ги кошта многу, тоа е сигурно, и тоа ќе се одрази на нивниот рейтинг. Имено ќе следува процес на она што во теорија би го нарекле пасокизација на левите партии, како што му се случи на ПАСОК, за едни избори ги снема, така што СДСМ ризикува тоа да го направи, особено во македонското гласачко тело. Што добивме, што изгубивме со целиот процес кој беше изминати веденови во собранието? Што имаме сега, а можевме да го немаме? Што е добриот лошиот? Сега имаме мртво роденче од закон кој никогаш не може да профункционира. Имаме очекувате зголемени меѓуетнички тензии, секогаш кога се отвараат овие национални прашања, се радикализираат и десницата во македонскиот блок и десницата во албанскиот блок, така што ова е политички промашен потез, не знам зошто го отворија како прашање кое што си беше затворено уште од рамковниот договор, особено и со овој закон за јазик кој што го имаме и сега. Така што ова е недобри води во кој што запловува македонското општество.